Да, ете сме повторно назад во студио. Размоабетени ние и со нашата трета гостинка за денеска. Лилјана, велат колку повеќе гости имате во студиото, толку повеќе си муабетите и така ви почнува денот. Ќе ја поздравам Лилјана Алчева, заменик директор за програмата во Хабитат Македонија, мојата трета гостинка, нашата трета гостинка денес во Македонија наутро. Тренд во светот, па и кај нас, е да се говори за енергетска ефикасност, намалување на загадувањето и климатските промени. Сепак, малку се користат придобивките од енергетската ефикасност и се уште делува како да не е толку позната токму оваа тема. Во нашата држава Хабитат Македонија се постојано активни и работат на оваа проблематика. Затоа денеска во студиото со Лилјана ќе поразговараме за програмата во Хабитат Македонија. Добро утро уште еднаш и официјално добре ни дојдовте. Хабитат работи на 3 проекти кои го поврзуваат домувањето со енергијата. Затоа ве молам накратко на почетокот да ги представиме проектите, што значат, со чија поддршка се, и би сакал повеќе да се задржиме и на бенефитот што од сето ова го имаат нашите граѓани. Најпрво, добро утро и благодарам за можноста да позборуваме повторно за енергетската ефикасност. Ова не е прв пат да зборуваме во македонската телевизија на оваа тема. Хабитат Македонија работи на областа енергетска ефикасност во секторот домување уште од 2009 година. Оваа година во септември започнавме со спроведување на 3 нови проекти, иако и со старите проекти ја продолжуваме активноста. Овие нови проекти се финансирани од рамковната програма за истражување и иновации Хоризонт 2020 на Европската унија. И проектите се главно во областа домување, меѓутоа опфаќаат 3 различни домени од домувањето. Едното е бенефит за граѓаните кој што се однесува на подобрување на енергетската ефикасност на локално ниво и воведување на стандарди за енергетска ефикасност, од кои што секако индиректна корист имаат граѓаните, прво општините во подобрена организација, потоа и граѓаните. Така. Другиот проект се однесува конкретно на намалување на енергетската сиромаштија во стамбениот сектор со фокус на стамбените згради. И третиот проект е исто така наменет за стамбените згради, меѓутоа со воведување на конкретни мерки за заштеди на енергија во домакинствата. Така што мислам дека со овие 3 проекти ќе ги опфативме сите сфери на живеењето во еден 3-годишен период. Така, ајде сега на второто прашање малку да се задржиме повеќе и на бенефитот на граѓаните. Ги представивме трите проекти, но можеме ли повеќе во детали да навлеземе во нив и тука да нели кажеме околу бенефитот што би го имале граѓаните од истите? Значи, со едниот проект кој што се однесува на локалната самоуправа ќе се спроведува кај нас во 3 општини. Тоа се општина Кичево, Кочани и во општина Карпош. Во овие општини се избрани за тоа што се на различна географска локација, имаат различни карактеристики на локалните самоуправи и таму ќе се работи за воведување на стандарди за енергетска ефикасност, кои што ќе покријат 6 области, меѓу кои што се и транспортот, заштита на животна средина, потоа управување со цврст отпад и со отпадот воопшто и така натаму. Користа за граѓаните од тоа би била дека со подобрување на енергетската ефикасност има заштеди и во буџетот на општините, со подобрување на ефикасноста на локалната самоуправа, исто така индиректна корист имаат или директна корист имаат граѓаните, бидејќи ќе им се овозможи да нивните даноци и сите работи кои што ги плаќаат према локалната самоуправа бидат поефикасно искористени и соодветно на тоа намалување на истите или пак искористување на тие средства за некоја друга намена која што во моментот е попотребна. Со другите проекти се работи на намалување на енергетската сиромаштија, која што представува еден значаен проблем во Македонија. Директната корист е заштеда во семејниот буџет. Потоа тие заштеди можат да одат дури и до 40% со примена на различни мерки за енергетска ефикасност. Меѓутоа може и со со мали промени во однесувањето на луѓето да се направат заштеди кои што може да бидат и до 20%. Така.
Во првиот проект стандарди за одличност инвестирај во доверба, сервиси за енергетски менеджмент прилагодени на локалните власти во Источна Европа. Имате како партнери, кажавме пред малку, 3 општини од Македонија. Каква е соработката со нив? Што конкретно ќе работите заеднички? Кои се придобивките повторно за населението? И на крајот ова моје трето прашање, зошто само 3 општини и зошто токму тие се избрани во селекцијата? Ги спомнав општините, тоа се Кочани, Кичево и Карпош, покрај тоа што започнуваат на буквата К. Јас тоа сега ќе се насмеев, дали тоа било предуслов. И другите две пилот општини во Комакт проектот исто така почнуваат на буквата К, така сосем случајно излезе дека по тоа сме ги бирале. Нема да се задржиме само на овие 3 општини, овие ќе бидат така наречени пилот општини во кои што ќе се спроведува една методологија, ЕЕА се вика методологијата, тоа се всушност стандарди за енергетска ефикасност на локално ниво. Таа е методологија која што е развиена во Австрија, досега се применува во 1500 градови во Европа и со овој проект ќе се воведе истата методологија тука. Идејата е да, доколку е ова успешно и може да се примени во македонски услови, да може и да се применува и во другите општини. Ќе се направи еден вид на центар, национален центар за оваа методологија и воведување на овие стандарди, па ќе видиме понатаму како ќе се одвиваат работите, се надевам успешно. Така. Посебно интересен е и називот на вториот проект, вели прилагодени мерки за енергетски ранливи домаќинства. Кои домаќинства ги класифицирате како енергетски ранливи? На што се мисли? Енергетски ранливи домаќинства се сите оние кои што не можат да обезбедат доволно топлина во својот дом и не можат да обезбедат доволно енергија за задоволување на основните потреби. Инаку, кај нашиот народ, знаете дека секогаш е застапено на штедење на струја, штедење на енергија и така натаму, во главном го прават од економски причини и сега се зголемува бројот со неповолните социоекономски услови во земјата и во Европа, воопшто во светот, се зголемува бројот на луѓето кои што се енергетски сиромашни. Пред се тука ги сметаме дека тоа се семејствата кои што се пензионери, стари лица или семејства каде што само еден човек живее во поголем стан, а е пензионер, има лимитирани примања. Потоа тука се еднородителските семејства, семејствата кои што се под социјален ризик. Значи, сите оние кои што на некој начин се во лоша социоекономска состојба и не можат да се обезбедат доволно услови за користење на квалитетно живење, користење на домот во нормални услови. Така, и за крај исто така една од поинтересните теми поврзана за градските, односно за урбаните подрачја. Третиот проект е именуван како активности за намалување на енергетската сиромаштија прилагодени за заедничко живење. Ако можем да констатирам од самиот наслов, истиот ми говори дека ќе се интервенира во зградите и другите објекти каде што живеат повеќе семејства, затоа сметам дека посебно ќе биде овој проект интересен пред се за жителите на главниот град, на Скопје. Овој проект е наменет главно во скопските населби, ќе биде спроведуван преку Хабидом, организацијата која што е формирана од Хабитат за управување со стамбени згради и овој проект се однесува конкретно на станарите кои што живеат во стамбените згради, ќе бидат дистрибуирани некои средства кои што се за подобрување на енергетските ефикасност на домот, како што се штедливи светилки, некои други апарати кои што ќе овозможат заштеда во на овие семејства, ќе биде насочен токму кон овие урбани населби, не само во Скопје, меѓутоа главно ќе биде акцентот на скопските населби. Целта е да се докаже дека со примена на оние така наречени скапи мерки, кои што значат реновирање на стамбената зграда со енергетско ефикасна фасада, со промена на прозорци и врати и со воведување на така наречени поевтини или меки мерки, како што се промена на некои од апаратите во домаќинството со енергетско ефикасни или благи промени во однесувањето на луѓето, може да се постигнат големи заштеди во семејниот буџет, или заштеди во енергија, со тоа и заштеди во семејниот буџет.
И за крај стануваме ли се повеќе енергетско ефикасни и свесни всушност за ова кон што се движи светот? Сега зборувам за луѓето. Јас секогаш... Како ги примаат проектите? Да, и проектите и ние во Хабитат и јас лично секогаш сметам дека потребата прави да ние си го промениме однесувањето. Во моментов има потреба да сите покажеме поголема свесност во однос на енергетската ефикасност, од економски, од социјални и од, да речам, еколошки причини, за да ја заштитиме животната средина, и мислам дека таа свесност е се поголема. Има многу активности кои што се однесуваат на подобрување на енергетската ефикасност. Ние сме фокусирани на домувањето и на другите аспекти од што го поврзуваат, што се поврзани со домувањето, меѓутоа има и други активности и државата прави некои своји активности за подобрување на енергетската ефикасност и сето тоа придонесува кај луѓето да се зголемува свеста и мислам дека одиме во таа насока. Во нагорна линија, во добра насока. Да. Ви благодарам за разговорот денеска. Секако и тука медиумите имаат клучна улога во начнувањето на овие теми, именувањето на нештата. Лиљана Алчева, заменик директор за програмата во Хабитат Македонија, беше наша гостинка денес во Македонија на утро. Благодарам уште еднаш. Благодарам.